Во Куманово веќе 19 години поред се одржува популарниот Ромафест, фестивал кој ја негува и промовира ромската традиционална песна и нејзините интерпретатори, познати на локално, регионално и на меѓународно ниво. Што ќе понуди оваа година Ромафест, каква ќе биде програмата, кој се ќе учествува на него, дознате во следниве минути, низ разговорот со Самет Салиовски, уметнички директор на Ромафест. Пред се нека ја Ирлија уште едно издание на фестивалот кој што безмалку 2 децени ја негува убавата традиција на ромската песна. Честитки за истрајноста сите овие 19 години. Благодарам на поканата и се надам дека ќе давам убави одговори на вашите прашања. Еве, во пресред сме на 19-тото издание на фестивалот кој што секоја година собира огромен број на публика и на посетители, пред се зашто нуди на вистина многу атрактивна програма. Кого се ќе видиме на сцената на Ромафест оваа година, кои дувачки оркестри ќе учествуваат, која е причината публиката и годинава да пее заедно и да се весели со сите изведувачи на Ромафест? 19 години поред Рома Трува Фест стана бренд во Македонија и пошироко. Благодарение на сите оние заинтересирани дувачки оркестри кои што сакаат да земат учество на самиот фестивал, ние знаеме да направиме фестивал кога имавме пари и кога немавме пари. Но секогаш и Куманово како организатор на самиот фестивал и направивме нешто што сите сметавме дека ќе биде како традиција и веќе е традиционален фестивал. 19 години поред на самиот фестивал учествуваат различни оркестри кои што се професионални оркестри, сите се подобри, најдобри и одлични секој на свој инструмент. Во Македонија знаеме дека ние сме познати по дувачки оркестри од фамилијата Гушеви, Асанови, Кадриеви и така натаму. За ова година, за 19-ти поред, ќе имаме 7 оркестри и една звезда, која што самата публика на Куманов и пошироко, кои што веќе имаат најавено да доаѓаат на самиот фестивал, кои што ќе земат учество, се надевам дека ќе ги задоволиме нивните очекувања и на публиката, а и оркестрите самите ќе дадат се од себе да прикажат и да докажат колку вреди. Оваа година имаме 7 оркестри, кажав, дека ќе имаме 3 од Македонија, 3 од Србија и 1 од Бугарија. Гостин од Бугарија ќе ни биде оркестар Сандански. Ова ќе биде втор пат гости ќе ни бидат на самиот фестивал. Србија ни доаѓаат познати оркестри кои што се учесници и освојувачи на Гуча. Оркестар Кристијан Азировиќ, победник на Гуча неколку пати, прогласен за најдобар оркестар во Гуча и во неколку фестивали кои што се одржуваат во Србија. Исидор Зечировиќ, еден оркестар кој што долго години соработуваме со него, познат оркестар, добитник на многу награди, Гуча и не знам уште колку фестивали освојувач. Роберт Демировиќ, оркестар кој што така, мислам дека вчера се пласира во Гуча, имаше и таму такмичење во Сурделица, и изворени оркестри, бирани оркестри кои што ние пред тоа 6 месеци имавме дискусија како организација на самиот фестивал, кои оркестри ќе ги забереме да бидат дел од самиот фестивал. Инаку да ви кажам, нека имавме некаде околу 50 оркестри кои што аплицира да бидат дел од самиот фестивал. Од тие 50 извоивме само 7, а уште еден оркестар ни се приклучи денеска, ќе го најавам и тој оркестар од Србија, Бојан Ристич. Бојан Ристич е еден оркестар кој што е победник од прошлата година на Гучи и прогласен еден на добрите оркестри, ќе биде дел од Рома Трува Фест, од програмата кој што на 18-ти во четврток ќе имат можностите да уживаат и да се веселиме, да играме и така натаму. Куманово како домакин ќе има можност македонските оркестри да ги дочека и да сите тие македонски оркестри да го покажат она што е најдобро. Познат оркестар Демир Уска Кантуров, еден од Берово кој што познат оркестар и победник на многу фестивали. Со нас ќе биде оркестар Кеми Асанов, позната фамилија Асанови од Струмица. Сите тие се фамилии со трајност и позадина историја, ќе бидат исто така дел од фестивал. И еден оркестар кој што е многу познат по светот, Кочани оркестар. Оркестар Кочани ќе биде дел од самиот фестивал. Се надам дека имаме богата програма,
кој што сите ќе уживаме. И кажав дека ние ќе почнеме малце покасно, за да и временските услови нели вручуваат од 8:30 9. Фестивалот ќе трае до 2 поутро, ќе можеме да се веселиме. Имаме традиција, ние почнавме и да вртиме оро околу плоштадот, ќе може да играме, да се веселиме. А и самата публика кој сака тоа, сака да се дружат и целта на целиот фестивал да се дружиме. За сите нели оние што ќе дојдат на фестивалот да можат да се дружат, да играат, да пеат. А и самите оркестри, Кумано ги сакаат дувачките оркестри. Значи, Кумано има 7 заедници, 8 заедници, кои што ќе можат сите да дојдат дужу. Рома Труба фест не е само за роми, фестивал за ромска заедница. Инаку фестивалот е целта да се здружиме сите ние, сите заедници пошироко од целиот свет. Ќе најаваме една звезда која што ни доаѓа од Србија, тоа е Набела Фанкиджи, која за прв пат ќе биде во Куманово и се надам дека ќе нуди богата програма во самиот фестивал. 19 годишно искуство кое што е акумулирано низ минатото, верувам ќе кулминира следната година, 20-то јубилејно издание Рома Фест. Сигурна сум дека веднаш по завршувањето на Рома Труба Фест оваа година ќе почнете да размислувате и да работите на тоа јубилејно издание на Рома Труба Фест. Да ви кажам, јас би сакали да кажам на што цилнам на самиот фестивал. Желбата е голема, јас како организатор на самиот фестивал и сите оние кои што сме дел од фестивалот, организацијскиот дел на самиот фестивал, имаме за цел да направиме нешто што досега не е направено во целиот Балкан. Ако се тоа случи, тогаш мислам дека ќе биде нешто кучево мало во Куманово и така да тие оркестри кога ни доаѓаат и имаме за една звезда, не знам, уште разговараме, би сакале да не биде Тајна Савич на самиот фестивал или уште некоја друга звезда, македонска звезда, би сакал да не биде тука со нас. Ќе видиме, се зависи како ќе бидеме спремни финансиски, тоа е на битната работа. Сегаш се парите проблем кој што ние како организатори на целиот фестивал и настанот, ние сме сегаш спремни за организација и јас самиот како уметнички директор на фестивалот барам сегаш некој предизвик да биде нешто за да направам да биде нешто пубаво. Фестивалот е на отворено, ќе можат сите да дојдат, да уживаат она што ќе нудиме. За 20 години мислам дека ќе направиме да биде нешто што досега не е направено во Балкан. Ако сето тоа успееме да го направиме во Кумано, стварно ќе биде многу добро. Јас ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да ги информираме гледачите на телевизија Алфа детално за програмата на ова 19-то издание на Рома Труба Фест. За крај ги покануваме уште еднаш сите четврток 18-ти да дојдат во Куманово и да уживаат во звуците на трубата, а вас ви посакувам успешна реализација и на ова фестивалско издание. Ви благодарам многу на поканата и се надам дека нашата соработка ќе продолжи. Со задоволство.